Што е body positivity? Ќе да знаете во ова видео. Здраво, јас сум Кика Авира, а ова е Body Positive Македонија, каде што зборуваме за љубовта кон себе, своето тело, самодоверба и за нашето физичко и психичко здравје. Кога ќе се спомне фразата body positivity, која што баш и нема македонски превод, позитивно гледање на телото, многу често доаѓа до многу забуни за тоа што значи body positivity. Пред да започнам со тоа што е body positivity, сакам да напоменам што не е body positivity. Body positivity не е во никој случај промоција на некакви нездрави навики, животни навики. И во секој случај не е дека промовираме болести или не знам што. Значи во никој случај не се охрабрува или не се промовира како нешто добро, нешто што носи некакви болести. Она кое што го промовираме е љубовта кон своето тело без разлика како тоа изгледа, а кога го сакаме нештото, кога го сакаме нашето тело, тоа значи дека ќе се грижиме за нашето тело, затоа што нели обично се грижиме за луѓето или за нештото кои што ги сакаме. Така, доколку се сакаме, тогаш нема да дозволиме да бидеме болни, да дојде до било какви болести и така натака. Значи промовираме љубов, не промовираме болести и не знам што. Океј, јасни сме. Сега, ајде да видиме што е тоа body positivity. Движењата на body positivity се занимаваат со нешто што повторно нема македонски превод, а тоа е body image, односно каква е нашата перцепција за нашето тело. Мора да потенцираме дека она како всушност изгледа нашето тело, значи се работи за бројки на вага, колку сме високи точно, за факти, имам кафеави очи, имам црвена коса, висока сум толку и толку. Тоа се како изгледа нашето тело. Тоа е на една страна. На друга страна е нашата перцепција како ние гледаме на нашето тело, како ние мислиме дека изгледаме. Тој body image, односно таа наша перцепција за нашето тело нема никаква врска и може да не е воопшто поврзана со тоа всушност како ние изгледаме. Што тоа значи? Тоа значи дека ако јас во глава имам дека сум дебела, без разлика колку ослабам, без разлика дали имам 50 кила или 60 кила или 43 кила, ако јас во главата мислам дека сум дебела, ќе мислам дека сум дебела. Тоа е тоа. Или, например, ако во главата јас имам дека моите уши се преголеми, без разлика дали тоа некој друг го приметува, може никој друг тоа да не го приметува, во мојата глава, ако тоа е така, тогаш јас ќе имам несигурности заради моите уши. Fun fact, Бионсе има несигурности за незините уши. Затоа секогаш носела огромни мењуши. Што повеќе да кажеме? Значи, нашата перцепција за нашето тело може да биде апсолутно неповрзана со тоа како ние всушност изгледаме. Движењата за body positivity се занимаваат со ова второто, значи како всушност каква е нашата перцепција за сопственото тело. Дали го мразиме или го сакаме? Дали сакаме да го направиме подобро или сакаме да го уништиме, затоа што, пак ќе речам, ако нешто не сакаме, тогаш нема ни да ни биде гајла за тоа нешто. Ако не си го сакаме своето тело, нема да ни биде гајла дали го уништуваме или не е добро или е болно или така натака. Доколку го сакаме нашето тело, тогаш ќе сакаме тоа тело да биде здраво и енергично и да можеме, нели, силно да можеме што сакаме да правиме во животот. Сето тоа всушност и влијае на нашата среќа во животот. Ако не се сакаме себе си, кој ќе нас сака? И како ќе бидеме среќни ако не се сакаме и ако не сакаме некого друг и ако некој нас не насака. Љубовта е универзалната
причина за среќа. Морам да признам дека на почетокот кога почнував се во ова, и мене ми беше малку тешко да ги разграничам работите. Особено фактот дека да, можеш да промовираш и боди позитивити и сакање на себе си, меѓутоа исто така од друга страна треба да промовираш здрави навики, вежбање, грижење за себе си и така натака. Значи јас сметам дека овие две работи се блиско врзани, дека од љубовта кон себе си, од боди позитивити, започнува и грижата за себе си, и вежбањето, и имањето на здрав начин на живот, здраво тело и така натака. Се надевам дека барем малку ви стана појасно за што зборуваме, и понатака ќе ги повторуваме, ќе ги објаснуваме повеќе работи, ќе зборуваме за многу различни работи. Така да кликнете subscribe и следете ме на Instagram, на Facebook, секаде Кика Авеиро, и се гледаме во наредната видео. До тогаш сакајте се себе си и грижете се за себе си, и ајде да ги оствариме сите можни желби и соништа кои што ги имаме со самодоверба и со свадбарките.